Македонските природни убавини веќе се препознаени на светската туристичка мапа, што велат бројките за посетеност во оваа летна туристичка сезона, до овој момент се разбира, и што можеме да направиме за да ја направиме нашата земја уште поуспешна туристичка приказна. Тема на која што разговараме со директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Липчаневски. Добро утро и добре ни дојдовте, што туку пристигнавте од Крушево. Добро утро, добре ве најдов. Нека ни е за многу години Илинден, нека ни е вечна Македонија. Многу достоинствено се чини го започнавме празнувањето вчера со спектакуларен концерт во Крушево. Имаше многу што да се слушне и види. Има што да се слушне, има што да се види, има што да се прослави, има што да се даде почит во градот паметник, во градот на за мене со полн со гордост во 365 дена, секако во годината, но град кој што и историја која што треба да се слави и да ни биде паметник и патоказ како треба да продолжим. Македонија е секако веќе препознаена на светската туристичка мапа, што е тема на која што треба и многу да се дискутира во насока на унапредување на истата. Амбициозните бројки кои што ги проектиравте некаде на почетокот на годинава почнаа да се остваруваат. Доколку погледнеме како изгледа сликата барем во Охрид како еден од туристичките центри, веројатно ќе го потврдиме ова што како позитивна бројка пристигнува до овој момент. Не е само Охрид, туку и голем број на други градови низ државата, секако се полни со нивните капацитети, односно во овој момент е пикот на туристичката сезона која што барем се очекува да трае длабоко во октомври во нашите туристички места, а секако градот Скопје да исполни својата програма, да ги засука ракавите и како главен град на државата и дестинација за 12 месеци да продолжи со вакво темпо, односно јуни, јули и август очекуваме од прилика 2 милиони ноќевања во нашата држава. Даваат ли овие моментални бројки на посетеност идеја за поамбициозни проекции во иднина на тема туризам? Токму сега работиме, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со вработените, односно со моите колеги, напорно работиме заедно со туристичката индустрија и советот на агенцијата во плановите за 2024 и 2025 година, односно стратешкото планирање кое што ги покажува и ги потврдува амбициите на туристичката индустрија, односно нешто каде треба да отидеме до 2025 година и на каде треба да се развиваме. Многу пати, па и сега кажувам дека 2019 година, освен бројките се останато и не е репер година со која што треба да се споредуваме, односно новата туристичка реалност веќе ги покажа своите интереси и своите потреби. Туристите се многу попребирливи, малите групи се многу подолго во дестинациите, повеќе сакаме да истражуваме и токму веќе со петиот месец ги покажавме позитивните резултати или нашите очекувања и планирање се остварија за веќе во шестиот месец, односно на пресек на годината очекуваме резултатите да бидат подобри од 2019 година, а тоа го покажа девизните приливи секако дека се исполнени за 2023-та. Со гордост може да кажам дека успеавме во напорите. Охрид веќе од средината на јулија е полн повеќе од 90-95%, но тоа не значи дека нема слободно место, тоа не значи дека е голема гужва и дека е хаос, како што некои одредени медиуми кажуваат, бидејќи треба да ги бираат зборовите или да отидат на место и да видат како е. За да се уствари ова што го споменавте, континуиран пораст на бројот на туристи и задржување на истите во државата, треба и да им понудиме нешто. Сакам да продискутираме малку за квалитетот на понудата. Постојано сте во различни туристички центри низ државата. Каква е сликата која што ја забележувате на терен во однос на квалитетот на понудата? Што нуди Македонија на туристот? Многу подобра него 2019 година. Во тоа сум комплетно уверен, бидејќи полека ги учиме лекциите од минатото и не само градот Охрид, не само Струга, која што е исто така преполна, полна со странски туристи, барем во додека го пиев кафето во саботата и во неделата во Охрид, можев да слушнам повеќе различни јазици од повеќе земји и во земји кои што претходно ги немало. Тука е Битола, тука е Дојран, тука се Берово, Делчево, тука се Малешевските планини, Струбичките водопади, Скопје, Скопска Црна Гора, Тетово, Гостивар, националните паркови, кои што на дневни туристи се многу пополни отколку во 2019 година. Тоа е што треба да го направиме е се повеќе
да работиме на развојот на руралниот туризам, а него ќе го развиваме не само во текот на денот, туку треба да создадеме нови сместувачки капацитети со кои што ќе овозможиме поголем престој и поголемо задржување во дестинацијата, бидејќи атракциите со кои што се повеќе ги креираме се по вкусот на туристите, бидејќи многу пати тие се по моменталниот интерес на туристот, бидејќи динамиката на живеењето и се она што се случува во дестинациите овозможува веќе новите генерации да практикуваат некои нови форми на туристичка понуда, а ние да бидеме подготвени токму за нив. Велите квалитетот е многу подобар на понудата од оној во 2019-та. Што е со цените? Соодветствуваат ли на квалитетот? Некои од граѓаните велат не. Што велите вие? И јас да дојдам во Скопје за некои одредени услуги, можеби не би да бидам задоволен. Никогаш не сум ја коментирал цената, но секогаш сум ја коментирал услугата. Услугата е подобрена. Се повеќе треба да работиме на човечките ресурси. Во овој момент помеѓу 33 и 35 илјади луѓе работат во туристичката индустрија или туристичко-угостителската. Сега ни е потребно како истите да ги задржиме во текот на годината, односно да успееме сите заедно нашите сместувачки капацитети да бидат полни повеќе од 42%, односно тоа е минималниот праг на рентабилност во текот на целата година, за да можеме сите овие луѓе да имаат цел годишен аранжман во туристичката индустрија. Тогаш сме успеале, тогаш веќе зборуваме за кариерен развој, тогаш можеме да вложуваме во континуитет во човечките ресурси, бидејќи тие се најзначајни во овој момент. Веќе 2019 и 2018 година просечната плата е зголемена за 50 до 70% во туристичката индустрија. Да, велам можеби дека и таа е мала, но секако дека е поголема од просечната и се надевам дека во годините кои што се пред нас ќе има зголемување од 30 до 50% и тоа веќе ќе можеме да зборуваме за професија во која што човекот треба да го планира својот кариерен развој, а секако да се вратиме наназад, да знаеме дека луѓето пристојно можеле да живеат, исто така да имаат пензионерски денови од оваа професија. Квалификуваната работна сила, односно недостатокот на истата е болна тема на која што дискутираме месеци и месеци наназад. Како преживува туристичката сезона со постоечката работна сила? Благодарам на прашањето, многу сензитивно, бидејќи оваа состојба не е од сега. Оваа состојба се таложи во текот на можеби изминатите 10 и 15 години. Сметам дека нашите менаџери, собственици во туристичко-угостителската индустрија се повеќе планираат, се повеќе ги ценат вработените и имаат многу поразличен однос него порано. Треба да работиме на два правци, да создаваме нови генерации, мостови помеѓу приватниот сектор и средните стручни училишта и факултетите. Не се само тие деца за на пракса, туку тие се во текот на целата година, имаат доволно вештина, имаат и од кого да научат. Се повеќе треба да излегуваме од нашата држава и да применуваме светски и европски практики. Јас ќе бидам многу среќен и задоволен и како човек, и како туристички работник, и како експерт во оваа индустрија, кога можеби, не можеби, туку сигурен сум дека 2025 и 2026 година ќе имаме услови за да засие некоја звездичка во наш ресторан од Мишелин и се повеќе да зборуваме за квалитетни туристи, за млади генерации кои што ќе креираат туристичката индустрија по регионални практики и ќе бидеме доволно конкурентни со останатите две дестинации, а се надевам и многу повеќе во рамките на отворениот Балкан. Тука сакам да се задржам. Неколку пати во разговорот споменавме дека Македонија е се поатрактивна за странските туристи. Добрата страна на приказната е што е и се подостапна благодарение на летовите кои ги има се повеќе. Од каде се нови туристи донесовме годинава? Би кажал дека успеавме со англиските туристи, но не успеавме на краток, ту успеавме на долг рок. Бидејќи оваа година прв пат имаме чартер летови во сезона за две дестинации, покрај редовните линии кои што ги имаме, и тоа се насочени и од Манчестер и од Лондон за Охрид. Од прилика со тие чартери очекуваме помеѓу 5 и 6 илјади англиски туристи, кои што ќе бидат од 5 до 7 дена со аранжмани токму кај нас во Македонија, ќе генерираат помеѓу 40 и 50 илјади ноќевања, што воопшто не е малце. Многу позитивно ќе влијаат во девизниот прилив на државата, но имаме и од различни дестинации. Стандардните дестинации, како што се нордиските земји. Потоа ни се тука
полските туристи, зголемување на романските туристи, зголемување на турските туристи помеѓу 50 и 60%, зголемување на португалските, шпанските туристи, да не ги забораваме и германските туристи, туристите од регионот кои што се стандардни. Со новата линија Бања Лука, Сараево Скопје, веќе за 45 минути ќе можеме да шетаме по познатите две чарши на балконот, и да имаме повеќе туристи, односно да се присетиме како било порано, а и сега. Се радувам и на преговорите кои што веќе ги водиме за нови линии за 2024 година, сезонални, тоа од Загреб за Охрид, потоа од Бања Лука за Охрид и секако линијата Белград-Охрид. Тоа се нови линии на кои што работиме и линии на кои што и чартер линии со кои што веќе се преговорите за 2024 и 2025 година, и во многу нешта очекувам според сериозноста на туроператорите тие да се остварат. Тогаш веќе планираме на 3,7-3,8 милиони ноќевања и нешто повеќе над $600 милиони девизен прилив од туризмот. Благодарение на директниот пренос кој што го имавме вчера вечер од Крушево, можевме да видиме и каква е посетеноста на градот. Вчера официјално стартуваше манифестацијата 10 дена Крушевска република. Ајде сега да видиме може заедно како е во Охрид. Колешката Сонја Рилковска треба да ја вклучиме. Охрид руши рекорди во посетеност. Се надевам дека информацијата ќе ни ја потврди и таа. Сонја, добро утро, доколку се слушаме и гледаме. Нека ни е честит денот. Се надевам дека колешката Сонја Рилковска е подготвена. Доколку можеме да ја видиме во ред, доколку не, еве ја Сонја. Добро утро, Сонја. Да, добро утро од Охрид. Главниот туристички центар во земјава го живее шпицот на туристичката сезона. Преполна е Охридската чаршија, градскиот кеј, плажите на секаде безброј луѓе, голем сообраќаен метеж. По Охридското езеро разбранувано, голем број пловила ги му овозможуваат прошетки на бројните туристи. И угостителите, и туристичките работници, и хотелиерите се задоволни од оваа туристичка сезона, а задоволни се и туристите. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот кој што ние го изработивме за тоа каква е атмосферата во главниот туристички центар деновиве. Традиционално околу Илинден Охрид го живее шпицот на сезона. Главниот туристички центар е препон со туристи. Гужви во Охридската чаршија, на градскиот кеј, во стариот дел на градот, голема посетеност на плажите вдолж брегот на Охридското езеро. Туристичките работници задоволни од сезоната, велат во Охрид и струга овие денови се бара место повеќе, а целосна исполнетост ќе има до средината на август. Очекуваме како што е сега полн градов за августов да биде до крај на август, па може и септември, ако не послужи времето, да се остани полн со туристи. Цените на апартманите се 50 евро од ноќевање, капацитет 3 лица, сме букирани веќе до крај на август. Задоволни се и туристите, воодушевени од Охридското езеро, природата, културно-историските споменици, но и гостопримството на домакините. Првпат доаѓам во Македонија, навистина е убаво. Мене прилично ми се допадна црквата Света Софија. Мислам дека е навистина интересна. Јас ја сакам историјата. На екскурзијата со брод ми се допадна манастирскиот комплекс Свети Наум и целото тоа крајбреже, музеот на вода и целиот залив на Коските. Пристигнавме вчера од Скопје и заминуваме за 2 дена. Малку истражувавме, направивме екскурзија со брод и беше навистина убаво. Литванија е еден од новите пазари кои ги освои земјава оваа сезона. Еднаш неделно неколку автобуси литванци од соседна Албанија го посетуваат Охрид. Туристите од Литванија многу го сакаат Охрид. Секогаш заминуваме со убави впечатоци од Охрид. Голема шанса за нив е додека се на одмор во Албанија да ја посетат соседната земја и секако еден од најубавите и најважните градови во Северна Македонија. Охрид има капацитет од 40.000 легла за сместување гости, а охриѓани треба да бидат трпеливи во шпицот на сезона, вели градоначалникот Пецаков. Граѓаните едноставно треба да се свесни дека живееме во туристички град, дека живееме од туризам. Да, порано бил Охрид индустријски град, со преку 20.000 вработени во индустрија, меѓутоа сега сите на некој начин ги
добиваат добар дел од дополнителните приходи, ако не и основните приходи за живот токму од туризмот. Така да, како што кажав, веќе се научија на трпение. На брегот на Охридското езеро ова лето најбројни се туристите од Холандија, Полска, Англија, Србија, Турција, но и домашните гости, претежно млади кои овој период доаѓаат за бројните забави, журки и концерти. Деновиве, како што веќе кажавме, и во Охрид и во Струга се бара место повеќе. Според туристичките работници, исполнетоста ќе биде солидна се до крајот на месец август. Туристичките работници очекуваат оваа сезона да се надминат рекордните бројки на ноќевања и број на туристи од онаа во 2019 година. Се очекува дека ќе има околу 530 милиони долари прилив од туризмот во домашната економија, а статистичките податоци веќе се оптимистички. Во првиот квартал од 2023 има околу 93 милиони долари прилив во македонската економија од туризам. Студио. Се многу убави бројки, благодарам Сонја. Видовме сликата во Охрид, дали ќе рушиме рекорди во посетености во Дојран и во Преспа, во Маврово, Шапка? Според бројките да, Дојран малце треба да ни се разбуди да биде повеќе дисциплиниран околу плаќањето на туристичката такса, бидејќи сепак треба да знаат дека ние имаме разни начини како да изброиме. Па затоа понекогаш не само поради Дојран и дојранчани, поради сите нас ќе требаме повеќе да се дисциплинираме и да разбереме дека државата не ни е мајка, не ни е маќа, туку ни е мајка и треба да си ги исполнуваме сите обврски кон незе, односно се ова што се случува заедно со заедничка работа од индивидуално поле до комплет во целата држава. Всушност за да имаме и инфраструктура, за да имаме и добра понуда, за да можеме да имаме добар систем, бидејќи туризмот влие на повеќе од 20 економски гранки и тоа е многу значено, односно сите негови диаметрално различни толкувања за разлика од економијата, точно се покажаа како вистински, бидејќи покрај економската криза која што се уште демне од некаде, говориме во одредени сектори, туризмот руши рекорди. Треба ли во контекст на да заокружиме некако денешниот ден и празникот, треба ли да се фокусираме повеќе на приказната? Видовме што прави и гледаме се уште што прави Крушево секоја година благодарение на богатата историја која што имаме како држава, но и умешноста да ја продаде приказната. Приказните се она што туристите сакаат да го слушнат, историјата, културата, природата, еногастроконцептот, руралниот туризам и туризмот под кој што е под УНЕСКО, но и традицијата и легендите, митовите. Се тоа ние треба да им го пренесеме, бидејќи во многу нешта сме неоткриена туристичка дестинација за сите нив. Всушност не треба да ги кажеме своите јадови, туку треба да си ги кажеме позитивните работи и на тоа требаме да се фокусираме се повеќе. Верувајте дека секаде не е идеално, но со засукани ракави можеме да ја направиме нашата држава достојно место за живење. Кога Сонја зборуваше за статистиките и бројките, забележав насмевка на вашето лице, тоа значи дека ќе ги срушиме проектираните бројки некаде од почетокот на годинава? Некаде минатата 2022 година ние проектиравме на 400 милиони долари девизен прилив. Ја завршивме со 481,5 милиони долари и не ги удиравме толку на тупан, бидејќи знаевме дека следната 2023 година проектираната бројка од 530 милиони долари е скромна. Ние можеби ќе надминеме, можеби ќе стигнеме до 550 милиони долари, но тоа ќе зависи од сите нас. Од услугата и задоволството на туристите во дестинацијата и нивната меморија, како и пошто ќе запамтат Македонија, како ќе препорачаат. Ние сме силно фокусирани на презентирање на нашите туристички богатства, атракции, земја со различни сегменти на блогери, влогери, инфлуенсери и тие можеме да ги видиме по социјалните медиуми, секојдневно да ги шеруваме, па дури This Morning, најгледаното англиско утринско шоу беше во Македонија и не знам како успеа толку наутро водителот да ужива во жолтата ракија, но верувам дека тоа го направи со полно срце. За да ја најавиме заедно и темата, благодарам за гостувањето. Практикувате ли добра чаша вино за време на празници? Секако, познати сме по нашите 225 винари,
А ино гастроконцептот е нашата силна страна за наредните неколку години. Благодарам на поканата на овој голем ден да бидам удостоен и да бидам гостин во утринската програма на македонската телевизија.